Куманово, град кој следната 2019 година ќе слави 5 века од своето постоење и дом на многу луѓе од мешани етнички заедници, чија различност во поглед на културните вредности, вероисповедта, обичаите и традицијата допринесува градот да биде поинаков од другите. Таа различност му носи предност поради што во минатото токму тука се раѓале многу прогресивни идеи во вид на работнички движења и востанија, во кои учествуваа сите, без разлика на својот идентитет и етничко потекло. Град првоборец, откаде започнала и борбата за ослободување на македонскиот народ од фашистичкиот окупатор. Град со долга традиција на негување на толеранција, почит и соживот меѓу различните културни заедници, но и општина во која во сегашноста постојат голем број на предизвици за одржување и понатамошен развој на добрите односи меѓу етничките заедници. Куманово секогаш било космополитско и низ историјата, па и самото име од племето Кумани, тие некаде аварско-хунско порекло вела дека имаме. Меѓутоа, јас често ја споменувам на латинска сентенца varietas delectat, разноврсноста веселе. И сите тие разноликости што ги имаме и низ историјата и во сегашно време со разни култури, традиции, меѓусобни влијанија, интеракција на полето на културата, на уметноста, сето тоа дава едно богатство на бои, богатство на различности, што во денешно време секако не треба да го доживуваме како нешто негативно, туку напротив, како позитивно и она што и во времето на бивша Југославија и сега во Република Македонија го доживуваме, секој го доживува Куманово како космополитски град, како еден конгломерат со еден убав функционален спој на разни вери, култури и нации и верувам дека огромен дел од граѓаните на Куманово тоа така го доживуваат, а јас во секојдневната работа тоа и го потврдувам, бидејќи имам пациенти од сите вери, од сите нации, од сите религии кои се за мене сосема еднакво третирани. Па гледаме дека последно време и тие различности, како што викаме, ние не спојуваат на некаков начин од минатото како што беше, па сега гледам дека има напредок. Но мислам дека уште треба да се доработи на тоа и мислам дека може да се успее многу лесно, само треба да се има волја и да сакаме да се дружиме заедно и да учиме нешто заедничко. Не сме истите ние како пред 10-15 години. Во овој момент апсолутно надвладеа граѓанската концепција, значи приказните национални верски подвизи не ги нема, не постојат. Тие постојат само онака проформе кажено. Меѓутоа, не постојат. Дефинитивно веќе никој не треба да се плаши и не се плашат. Знаеш што е најважно? Најважно е што тоа не се плашат младите више. Ни воопшто више не ги интересира. Се трудиме за сите оние жестоки прашања кои што не револтираат, да ги погледнеме низ призмата на Евангелието, да го приближиме тоа до народот. И на тој начин во таа комуникација мислам дека успеваме полека срцето на народот да го омекнеме кон другиот. Иако поминаа 16 години од воениот конфликт и од спроведувањето на Охридскиот рамковен договор, најчесто поради немањето контакт и комуникација се уште постојат предрасуди и стереотипи, поради недоволното познавање на културата, јазикот и религијата меѓу различните етникуми. За среќа, разликите се помали, а поединците кои размислуваат така се помалку. Така се ствараат и многу стереотипи, лошо е кога луѓето веруваат, па преминуваат во предрасуди, па потоа и ги дискриминираат луѓето само ради тоа што и те слушнале дека македонците се вакви или албанците се такви или слично, без да имаат некоја свое лично искуство и без да ја гледаат личноста како индивидуа сама по себе, затоа што сите овие карактеристики кои што ги спомнавме како религија, националност и слично се само некои карактеристики кои што се дел од идентитетот на индивидуата, меѓутоа како што кажав, секој човек си е индивидуа сам по себе и треба како таков да се цени и почитува. Ниеден човек не бира каде ќе се роди. Никој не бива прашан во која религија сака да биде, во која нација сака да биде. Сите доаѓаме во овој свет според благословот Божји, нели, плодете се и множете се. Тоа е заедничко за сите, дадено Адам
и ева како започнале, до ден денеска е така. Што значи сите имаме ист почеток. Pogrešni ni se tije vizuri, od pogrešni aspekt ja posmatrame ta različitost. To je sekako bogatstvo na jedna država. Kada ima čist narod, kada im postoji čista nacija, samo voglavite na fašistite, samo voglavite na nekoj nacionalšovinisti, a već evo 21. vek treba se to konečno da raskrstime. Престрелките помеѓу полицијата и вооружените групи повторно се интензивираа. Дополнителен удар за меѓуетничката нетолеранција можеше да допринесе и развојот на настаните помеѓу терористичката група и полицијата во населбата Диво населје. На тој ден, на 9 мај 2015 година, малку недостасуваше да се исполни желбата на оние што го планираат црното сценарио и Куманово да се подели по етничка линија. Тоа пукање беше на 200 метри отприлика воздушна линија од мојата куќа, меѓутоа имав чувство дека во мојот двор. Тоа изгледа стравично. Во војната најмногу се краде, најмногу се лаже и најмногу се убива и најмногу се манипулира. За среќа, тоа не им успеа, покажа граѓаните на Куманово, покажа дека сме вистински космополитски град, дека меѓусебно се почитуваме. 9 мај Куманово покаже една работа, дека во политичка смисла на зборот, македонците и албанците никогаш нема да се смират. Меѓутоа, од аспект на граѓанска опција, значи граѓаните што мислат, одам на граѓаните не се више во политичките идеологии на политичките партии и приказните за национални приказки, за некакви национални судири на национална основа не пијат вода. Но тој ден, граѓаните го возобновија духот на своите прочуени предци и постапија онака како што е вообичаено во демократските и напредните земји. Тргајќи ги различностите во втор план и помагајќи се меѓусебно, тие заеднички го избркаа на трапникот. В тоа утро се случи победа. Меѓутоа, не победа на некои кои што не знам што планирале, до ден денес тоа не се знае. И не е важно, мислам, дали тоа некој го планирал, што планирал и како планирал. Важно е дека тоа не му успеа. Зошто не му успеа? Затоа што налета на едно тешко, а ја ќе кажам, граѓанско описменување кај сите граѓани, значи, кога станува збор и кога спомнуваме граѓани, значи, забраваме сите други елементи кои што се некој облик на политички или религиозни поделби меѓу луѓето кои се тотално вештачки. Имаме само граѓани и ништо друго. Тоа уште еднаш ја покажа сликата на нашето космополитско, мултиетничко, мултиконфесионално, мултикултурно Куманово и можем со гордост да кажам дека пример представуваме не само во нашата земја, туку и на Балканот. Ни влезе натрапник во нашата куќа. Македонците и албанците во Куманово на 9 мај на натрапникот му кажа: бегај од тука, не си добре дојден. Точка. Според податоците од пописот од 2002 година, општина Куманово има 105.484 жители, населени во градот Куманово и 47 рурални области. Куманово е мултиетничка општина на чија територија живеат 64.495 македонци, 27.290 албанци, 9.035 срби, 4.256 роми, 20 бошњаци и 670 други. Локалната самоуправа направи позитивен исчекор во градењето на меѓуетничките односи со воведување на 4 јазици како официјални за комуникација во Советот на општината: македонскиот, албанскиот, српскиот и ромскиот јазик. Тоа дополнително придонесе за меѓусебно почитување меѓу граѓаните. Градот полека почна да се меша тотално, бидејќи има некои места уште, како што викате, дека се сепак
имаат само една етничка заедница живеат, но мислам дека со текот на времето почна многу градот да се меша, бидејќи например знам личен пример каде што млади албанци живеат доле на Октомвриска, што е порано не било така, не живееле. И од друга страна има и македонци што живеат сега горе куде Пазар или некое друго место, бидејќи сепак веќе не им е битно на младите етничката припадност, туку повеќе они се мислат за своето добро, за своето економско добро, бидејќи не им е битно на младите каде што живеат, битно е да живеат добро и да имат добри услови за живење. Според мене познавање на било кој јазик е предност сама по себе и добра да се знаат што повеќе јазици, затоа што, како што кажавте и самите, преку јазикот се запознава и културата и е многу полесно да се комуницира, така да секој јазик, па и албанскиот и сите останати е предност да се знае. Секако дека ќе придонесе многу за зближување помеѓу различните народи. Најдоа начин како да комуницираат. Вие кумално имате албанци и македонци кои седат на маси и зборуваат англиски. Значи, тој што сака да комуницира, тој што сака да оди напред, наоѓа начин како да комуницира, како да оди, и затоа одат напред. Мислам, доволно е да излеземе у град, нема повеќе ни културолошка, ни социолошка дистинкција на улицата помеѓу овие и они. Нема. Мода е заедничка, музиката станува заедничка. Нема подолга. Во текот на годината се одржуваат и неколку манифестации преку кои различните националности го негуваат идентитетот, културното наследство и традициите на својот народ. Значи сепак ние се трудиме тие настани, заеднички настани да ги прославиме заедно тие прослави што ги имат и муслиманите и католици и ортодокси, сите што и православните, значи сите тие што слават тоа што е нивно. И затоа до сега барем не сме се сретнали со таков случај каде што религијата е помешана, ама не викам дека нема. Барем не сме се сретнали до сега во нашата работа со млади. Сепак, иако мултикултурализмот представува реална слика на градот, забележлива е потребата постојано да се апелира дека разликите кои постојат не треба да не оддалечуваат, туку напротив, да не зближуваат. Дека токму тие разлики представуваат дополнителна вредност која треба да не мотивира едни покрај други да градиме услови за подобар живот. Тоа ќе го постигнеме со едукација на населението и изучување на посебностите на другите, запознавајќи се подобро и на тој начин рушејќи ги стереотипите кои за жал се уште постојат во главите на некои поединци. Како што кажав, секогаш се обидувам да ширам порака сите да ги прифаќа, да ги почитуваат различностите и секого да го ценат како индивидуа, сите нели карактеристики да ги ценат, да ги почитуваат, меѓутоа да не веруваат на стереотипи, да бидат со отворен ум, да прифаќаат различности, да им даваат можност на луѓето да ги запознаат, и да не ги ставаат сите во еден ист кош, затоа што секој си индивидуа сам по себе. Зошто таа различност? Зошто тој диверзитет да не исполнува, да не обогатува? Замислите, ако во природата не би имале таков диверзитет, таква различност. Па зошто тогаш, како човек кој е дел од природата, не би бил задоволен со тоа што е различит? И по боја на кожата, и по идеолошки определби, политички определби, и по својот економски, социјален, образовен статус, сето тоа треба да се доживува како богатство на еден човек. Ако на една вера делата и се добри, секако дека ќе има бенефит сите, и различните, и истите, сите ќе имаат бенефит. Меѓутоа, не се работи за тоа дека религијата предизвикува војни и неслоги. Оној кој што со себе си нема решено дали ќе мрази или ќе љуби, оној кој во себе човек си држи гнев, не е религијата, тој само преку религијата ќе се прекрие за да може тоа да го оправда што го прави лошо на другиот. Примарно религијата, не црквата, религијата како таква, ако можеме да наречеме на некој начин наука,
treba максимално да даде свој допринос, придонес, затоа што има огромно влијание кај широката популација, да даде свој придонес за таквото меѓуверско прифаќање, соработка, разбирање на културата, на религијата, на другите. Запознавајќи ги другите и нивните обичаи, ќе се изврши најголемо влијание во менувањето на свеста на населението и во создавањето на позитивна атмосфера во градот, во поглед на соживотот и почитувањето на другите. Се чини најмногу внимание во тој дел треба да посветиме на младите луѓе, кои сепак имаат поинакво прифаќање на другите, размислувајќи пред се глобално и космополитски. Младите се нашата иднина. Ако влијаеме на младите луѓе, преку запознавање, инклузивност и образование, ќе имаме возрастни без предрасуди. Младите за среќа го имаат во себе тоа чувство на универзална вредност, неоптоварени од минатото и со чист поглед во иднината, прифаќајќи дека за нив најголем непријател е немањето перспектива, невработеноста и пасивноста, а не оној другиот, различниот. Тие делат исти вредности за просперитет, истовремено водејќи сметка за својот идентитет, култура и традиција. Се повеќе од нив можат да се видат во исто друштво, иако припаѓаат на различни етнички заедници со реална комуникација и разбирање кое може скоро да гарантира една светла иднина за сите нас. Таквиот потенцијал е во младата генерација, меѓутоа таа иста млада генерација е многу склона, односно постои голема можност за манипулирање со верските, со националните и со инаквите чувства на тие млади луѓе. Затоа тој процес на едукација во смисла на еден хуманизам, во смисла на еден интернационализам, во смисла на еден хуманизам е потребен од најмалите нозе па се до крајот на животот на секој индивидуа. Јас одговорно тврдам дека на луѓето основна едукација треба да има од сферата на етиката и естетиката. Колку што знам, може би грешам, поправете ме, но мислам дека во Куманово има мешани паралелки, затоа што искрено од личен пример пред недела едно мало девојче кое што лично го познавам, нешто почна да зборува на албански поради тоа што во градинка слушнала дека другарчето зборуваше. Не викаше не сакам, туку велеше јо. Интернетот пред се како медиум, современите начини на комуникација, толку го отворија светот, така да едноставно младиве луѓе гледаат дека нема никаква корист од нивно не дружење заради национална основа, заради верска. Тоа воопшто не е важно. Тие сите буквално изгледаат исто, сите размислуваат исто, а ја како човек од медицина, значи малку повеќе јас знам биологијата и физиологијата на организмот, не ги интересираат заеднички работи во нивните години. Токму се гледа кај помалите кои што допрва доаѓаат. Како што кажав и јас почнав како средношколец и мојот прв допир со различни култури, така да кажеме, беше во прва година средна. Сега ги гледам, значи веќе неколку години подоцна, кога ги гледам новиве деца, млади луѓе кои што доаѓаат, токму го гледам она што и јас сум го проживеала. Значи они за прв пат се среќаваат, па склучуваат пријателства, продолжуваат да комуницираат, така да за нив е нешто ново. И оно што сакав да го кажам е дека токму можеби тука би требало да поработиме повеќе. Има доста луѓе кои што веќе се запознаени, веќе имаат расширено и склопено многу пријателства, меѓутоа мислам дека треба да поработиме најмногу со помалите, затоа што се уште има делови од градот каде што живеат само припадници на една националност и мислам дека токму со нив треба да се работи за да се запознаат. Пред се не можеме да се плашиме или не знам да ствараме некоја одбивност спрема некого или спрема нешто за кое што немаме информации, кое што не го знаеме. Ќе се случи во иднина нешто што и ќе се случува нешто што е пред 10, 15 или 20 години би било стравично и страшно, а тоа се оние така наречени меѓунационални бракови, затоа што нема меѓунационални бракови. Бракот е заедница помеѓу две единки. Сега во ново време тие единки се малку дискутабилни, се проширува, значи кои единки, меѓутоа меѓу две различни единки. Не можам ја брак да си направам сам со себе, значи мора да има некој друг. Иако е очигледна потребата постојано да се потенцираат вредностите и богатството на различните традиции и да се негува мултикултурализмот, се надеваме дека Куманово и понатаму ќе остане град палета на различности и ќе се гордееме што живееме така што, почитувајќи ги другите, се почитуваме и себе си. Мора внатре да се промениме. Мора од тука да почне се.